Во Кавадарци вчера започна Тиквешкиот Гроздобер 2017 година. Ова манифестација од 1964 година со различен пат или растеж во самата организација се одржува и представува олицетворение на бербата на гроздјето која започнува овој период од годината. Годинава заради временските прилики, бербата на гроздјето започна многу порано, а и на лозарите не им се посреќи. Речиси 50% е помал родот на гроздјето оваа година. Од манифестациите кои беа најавени со програмата, во текот на вчерашниот ден беше одржана изложбата посветена на тиквешките гроздобери кои се одржуваа досега. Напладно околу 13 часот се одржа манифестацијата Виналија Рустика, тоа е древна римска приказна која ја раскажаа поетите, а во текот на вечерните часови настапија групата Епидеми со концерт на градскиот плоштад, а централна фигура и она што сите го очекуваа беше групата Нокаут со концерт на градскиот плоштад. Во ресторанот Комфорт во Моклиште беше избрана убавицата, односно кралот и кралицата. Годинава крал и кралица според жирито се нашите кавадарчани Султана Малинкова и Борис Ифтимов. Тие имаат централно место на вечерашниот Тиквешки вински карневал. Инаку попладнето градоначалникот Александар Панов прими неколку делегации од гости кои се побратими или соработуваат со општина Кавадарци, а и посебна средба имаше со делегацијата од општина Ковин. Во оваа прилика тој ги покани сите граѓани од Кавадарци и Македонија да присуствуваат на Тиквешкиот Гроздобер. Делегација од Ковин е првата делегација која што дојде на ова наше празнување. Инаку очекувам да дојдат сите побратимски градови, оние што потврдија, тоа се 10 општини. Би сакал еве јавно на сите побратимски општини, па дури и оние кои што не успеа да дојдат да им посакам добро здравје и секако да им посакам добар престој во Кавадарци. И секако во оваа прилика да упатам една јавна честитка, односно еден јавен повик до цела Македонија, до сите граѓани на Република Македонија, овие 3 дена да бидат во Кавадарци, да ја споделиме нашата радост и да заедно чествуваме по повод Тиквешкиот Гроздобер.